Ова се настаните за денес. Стартува петтиот поред летен маратон на комедијата. Охрид се представува на саемот за бизнис и инвестиции во Сараево. Струга бележи солидна исполнетост оваа туристичка сезона. Шесто издание на Бич Филм Фестивал во Охрид. Цесна се урнала во хангар во Полска, 5 мртви. Ги погледнавме најавите за нив подетално во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид тропски ден, сончево и многу топло време со температури високо над повеќегодишниот просек за овој период од јули. Максималната во Охрид денес достигна 33 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда, ведро и топло. Утре над Алпите, локално во северозападна, северна, североисточна и источна Европа, услови за локални врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите делови од Европа сончево и надпросечно топло за овој период од годината. Во среда, во северните делови на Балканот, умерено облачно и нестабилно време. Врнежи од дожд, грмотевици и појава на невреме и град. Во останатите делови од Балканот, сончево со локална облачност и многу топло, максималните дневни од 31 до 39 степени Целзиусови. Во Македонија во среда не очекува тропски ден, сончево и многу топло време со слаб ветар од променлив правец. Утринските од 13 до 22, максималните дневни од 32 до 42 степени, а УВ индексот со висока вредност 9. Во среда во Охрид времето сончево и топло со слаб ветар, минималната 19, дневната 33 степени. Во Охрид во четврток и петок тропски денови со сончево многу топло време, утринските од 20, а дневната 32 до 33 степени Целзиусови, УВ индексот со вредност 10. Во сабота не очекува сончево и топло време, максималната дневна 35 степени, а УВ индексот вредност 10. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Витаминка, вистинскиот вкус на ова лето. Ново лето, нова доза промоции, забава и највкусни Витаминка производи како дел од летните промоции на Тамаро и Супер Радио. Ова лето, подгответе се за Витаминка Челендж, промоции и презентации пред најголемите Тамаро маркети и секојдневни награди на Супер Радио. И ова лето, Витаминка го носи вистинскиот летен вкус. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Стартува петтиот поред летен маратон на комедијата. Од оваа сабота па се до 13 август со повеќе од 20 шоу настапи, љубителите на смејата и забавата на неколку локации низ Охрид ќе може да уживаат до солзи.
Она што започна срамежливо како шоу, после 5 години прерасна во интернационален маратон на комедијата. Горди се организаторите. Оваа сабота во просториите на малата сала на Народниот театар од Охрид со добро познатото шоу Импровокација започнува 5-тото издание на летниот маратон на комедијата во Охрид. Од локалните комичари кои се дел од маратонот од неговите сами почетоци, тука ни се комеди джем и црн хумор. Ке има комичари и од регионов кои ќе бидат само дел од понудата на годинешното издание на маратонот на комедија, објаснува Никола Тодоровски, актер и стендап комичар. Имаме едно поголемо шоу оваа година кое ќе биде изведено на сцената на Долни Сарај, Best of Balkan, шоу во кое што ќе имаме гости од Србија и Црнагора. Ја повикуваме нормално публиката да ги проследи сите шоуа би сакале, не е нормално дека не ќе може да се проследат сите, но имаме доста квалитетна понуда оваа година. Шоуто Two Mothers Brothers, токму на овој маратон, ќе го одбележи 10-тиот роден ден од своето постоење. Тука е премиерната изведба на шоуто на македонските актери комичари Тино и Јатанас, насловено како трансакциона анализа, и кабаре Кабаетот на Кумановецот Мирослав Петковиќ, со настапите на Girl Show, Ерин Крауч, Габи Лукас и мексиканката Лора Лопес, ќе биде застапен и понежниот пол на фестивалот, за истакнување и настапот на грчкиот комичар Джими Сапас. Новина е и тоа што првпат годинава сме и на 4 сцени, значи шоута ќе бидат покрај во джезин во клубот, уште 3 други сцени, тоа е матична наша сцена во театарот каде што ќе се игра Импровокација, значи мала сцена на Народниот театар Охрид, дискотеката Ребел и за најголемото шоу по обем, значи за балканското шоу е сцената на Долни Сарај. И новен уште како што спомнавме, нашиот нов сајт кој што го лансиравме пред некое време, каде што ќе можат, значи hhh.mk. Продажбата и резервацијата на влезниците оваа година покрај телефонски публиката ќе може да ја направи и онлайн на www.hhh.mk, новиот портал. Предизвикот е голем да се организираат толку многу настапи за толку краток период, но и задоволството се чувствува кога ќе се види реакцијата кај публиката. Јас сум чисто многу задоволен и среќен што од година во година се гледа како нивоата се креваат на една ваква манифестација, особено оваа година, и од првата година ентузијазмот се крева, особено како што се почна со многу денови баш маратонски да се терат сите работи. Исто така и како дел од екипава, многу сум благодарен на публиката што не следит, што не пратит, гледат како растиме и сваќаат дека тоа што го правиме ние не е воопшто лесно. Напротив, многу е тешко и сваќаат дека треба да не поддржи. Исто во овој маратон мене ми е голема чест да настапам, исто да делиме сцена со имињата од Македонија, пошироко, джез, култното место овдека. Мит се приказните дека вкусот на публиката е ригиден и дека не се менува. Целта на уметникот е да ја анимира публиката, да донесе интеракција меѓу него и публиката и истата да ја предизвика и охрабри да погледне нешто ново, објаснува Никола Тодоровски. Комедијата како жанр е формата која од публиката ги вади најискрените чувства, додава тој. Општина Охрид информира дека утре, 19 јули, ќе се спроведе теристичка од земја дезинсекција против комарци. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 19 часот во среда до 6 часот во четврток наутро. Со дезинсекцијата ќе биде опфатено Охридското крајбрижје на потегот од селото Подмолје до комплексот Светинаум, територијата на градот Охрид, потегот на реката Грашница и Косовска река. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Исто така се молат и граѓаните во тој период да го намалат своето движење на посочениот опфат. Во случај на појава на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Струга бележи солидна исполнетост оваа туристичка сезона. Најбројни гости се туристите од Косово, Турција, Полска, Албанија, Израел и Холандија, но и иселениците кои годишните одмори ги минуваат на Струшкото крајбрежје. Туризмолозите велат, сезоната е солидна, но кратка.
Струга во шпицот на летната сезона бележи солидна исполнетост. Најбројни туристи во градот на мостовите се гостите од Косово, Турција, Полска, Албанија, Израел и Холандија, но на прво место е диаспората, иселениците кои редовно годишните одмори ги минуваат на Струшкото крајбрежје. Според туризмолозите, треба да се работи на продолжување на туристичката сезона. Туристичката сезона е премногу кратка. Во тој период сместувачките капацитети се преполни, меѓутоа мора да констатираме дека дневниот престој им е многу краток. На тоа треба да се поработи во наредниот период, односно да се креираат содржини кои што би ги задржале туристите да останат повеќе во текот на денот и повеќе денови. Поради инфлацијата, цените во угостителските објекти во Струга оваа сезона се поскапени за 30%. Сега не бе прескапо. Едно пиво е 120 денари, малечко пиво. Едно експресо 80 денари е. Макијато исто е 90 денари. Едно кафе исто ти е таму у Скопје, едно пиво тука ти е исто. Као у Скопје, као тука. Се чудам како се снаоѓаат и како се живи, а кафичите се преполни. И тоа не знам. Како се снаоѓаат, од каде наоѓаат пари. Струга е еден од ретките градови кој има и река и езеро и има голем потенцијал, но потребна е поголема туристичка промоција. По текот на минатата година градот на поезијата го посетиле 78.844 туристи, а биле остварени 349.026 ноќевања. Почнувајќи од денес и во наредните 3 дена, Охрид ќе биде представен на сајмот за бизнис инвестиции Real Expo 2023, кој се одржува во Сараево. На сајмот учествуваат инвеститори, изведувачи, технолошки компании и бизнис експерти од 12 држави. Инвестицијските можности и бизнис потенцијали на Охрид ќе бидат представени на сајмот за бизнис инвестиции Real Expo 2023, кој од денеска до 20 јули се одржува во Сараево, Босна и Херцеговина. Во текот на првиот ден од сајмското представување, штандот на општина Охрид беше посетен од неколку потенцијални инвеститори, помеѓу кои беше и шеикот Мохамед бин Сакар Ал Касими од Обединетите Арапски Емирати. Со бизнис можностите на Охрид се запозна и премиерот на кантонот Сараево Нихат Ук, информираат од локалната. Градоначалникот Кирил Пецаков пред заинтересираните посетители изврши презентација на можностите за инвестирање во Охрид и оствари продуктивни бизнис средби, од кои во иднина постои можност да вродат конкретни инвестиции во Охрид. На сајмот за бизнис инвестиции Real Expo 2023, кој се одржува во изложбениот простор од 3000 метри квадратни во хотелот Хилс, учествуваат инвеститори, изведувачи, технолошки компании и бизнис експерти од 12 држави. Посета на министерката за Европа и клима на Сојузна република Германија Ана Лирман на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. Проректорката за меѓународна соработка на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле, професор доктор Устијана Речковска-Шиковска, вчера беше домаќин на високата представничка господјата Ана Лирман, министерка за Европа и клима на Сојузна република Германија, во соработка со господин Зоран Мартиновски, председател на менеджмент консултантската компанија Prime Point Partners, и господин Давид Оберхугер, директор на Германското друштво за интернационална соработка ГИС, како и представници од неколку стейкхолдери. Министерката Лирман го посети Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид и просториите на Охрид Blue Economy Акселератор во рамките на универзитетот. Беа разговарани интересни теми околу меѓународната соработка, потенцијални инвестиции и заеднички проектни активности. Универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид, покрај образовната, едукативната и научно-истражувачката работа, активно продолжува да развива својата проектна дејност и меѓународна соработка сега и во иднина, вклучувајќи клучни институции од Охрид, државата, регионот, како и во светски рамки. Шесто издание на Бич Филм Фестивал од 19 до 23 јули во Охрид. Годинешната програма нуди многу филмски проекции, мастер-класови и музички перформанси на 4 локации во Охрид. И тоа плажата Славија, плажата Сараиште, бродот Армада и младинскиот центар Охрид. Од 19 до 23 јули, шесто издание на Бич Филм Фестивал во Охрид.
Годинава посетителите ќе имаат можност да погледнат 8 долгометражни играни филмови, 16 краткометражни, 9 студентски, 5 француски и 4 специјални проекции. Проекциите на филмовите, изложбите, музичките перформанси и останатите активности ќе се одржуваат на 4 локации во Охрид, и тоа на плажа Славија, плажа Сараиште, на бродот Армада и во Младинскиот центар Охрид. Фестивалот ќе го отвори краткометражниот филм Сценарио на Александра Кардалевска и долгометражниот филм Преекспонирано на Елеонора Венинова на плажа Славија, а на плажа Сараиште ќе биде поставена изложбата на фотографии на Ристе Спировски фотографи Ние под звездите. Тричлено жири ќе одлучува за наградите Голем Бран за најдобар долгометражен филм, Стефан Сидовски Сидо за најдобро актерско остварување и Мал Бран за најдобар краткометражен филм. Кратките студентски филмови ќе бидат проектирани на 21 јули во градината на Младински центар Охрид со почеток во 20 часот. Фестивалот ќе го затвори словенечкиот филм Нешто сладко на 23 јули. Српска вечер на Охридско лето со виртуозот Немања Радуловиќ и оркестарот Double Sense ќе го представат албумот Корени како дел од нивната голема балканска турнеја. Српско-францускиот виртуоз на виолина Немања Радуловиќ вечерва ќе настапи на Охридско лето во рамки на традиционалната српска вечер на фестивалот, што се одржува со поддршка на амбасадата на Република Србија во Македонија. Радуловиќ заедно со оркестарот Double Sense на сцената на Долни Сарај од 21 часот ќе го представат албумот Корени, како дел од нивната голема балканска турнеја. Немања Радуловиќ е уметник кој настојува да ги прошири границите на класичната музика. Тоа му носи вистинска армија на обожаватели низ целиот свет кои уживаат во неговите настапи со водечките светски оркестри и диригенти. Со неговата уникатна енергија и искреност во изведбите, како и со возбудливата виртуозност, длабочина на изразот и со авантуристичкиот пристап кон програмата што ја изведува, говори за тоа дека музиката навистина има моќ да ги зближува луѓето. Во 2021 година Радуловиќ подпиша ексклузивен договор за продукцијската куќа Warner Classics, а неговиот прв албум за нив со наслов Корени представува восхитувачко звучно патешествие кое е резултат на неговите бројни влијанија и инспирации досега. Ансамблот Double Sense е основан во 2008 година кога виолинистот Немања Радуловиќ ги собрал на едно место неговите омилени француски и српски музичари да настапат заедно како камерен оркестар. Заедно имаат снимено 4 албуми. Следуваат вестите од светот. Најмалку 5 лица загинале, а 5 се повредени кога мал авион Цесна синоќа се урнал врз хангар на аеродромот во Кричин, во близина на Варшава, соопштила полската полиција. 2 лица биле во тешка состојба и се борат за живот, соопштил директорот на медицинскиот центар. Најмалку 10 лица се засолниле во хангарот од дождот, а авионот, обидувајќи се да слета во лоши временски услови, удрил во хангарот. Меѓу загинатите е и пилотот, а другите загинати се од лицата кои се засолниле во хангарот. Министерот за здравство на Полска соопштил дека на местото на несреќата веднаш пристигнале 4 хеликоптери и 10 возила на брза помош. Авионот се користел за скокови со падобран. Во Ел Салвадор уапсени повеќе од 100 колумбијци за наводна вмешаност во мрежа за измама со заеми, која всушност перела пари од шверц на дроги и банди, соопштиле безбедносните власти. Криминалната група давала заеми на поединци и мали бизниси со камата од 20%, користејќи незаконски стекнати средства. Јавниот обвинител на пресконференција изјавил дека членовите на организацијата им се заканувале на жртвите, а кога тие не можеле да ги вратат парите, барале да им ги дадат податоците за нивните банкарски сметки. Се проценува дека околу 20 милиони долари поврзани со бандите за шверц на дрога се испратени преку мрежата во Колумбија од 2021 година, додал обвинителот. Минатата година владата на председателот Букеле зазеде строг став кон бандите, затварајќи околу 70.000 осомничени, што доведе до голем пат на насилниот криминал. Големиот пожар на швајцарските Алпи кој од синоќа ја зафати областа од Вала во близина на границата со Италија се уште гори, јавува
објавува BBC. Околу 200 луѓе и неколку хеликоптери учествуваат во гаснење на пожарот. Властите предупредуваат дека можеби ќе бидат потребни денови или дури и недели за пожарот целосно да биде изгаснат. Областа е погодена од истиот медитерански топлотен бран кој зафати Јужна Европа, при што во делови од кантонот Валеј температурите ќе надминат 30 степени Целзиусови, покажуваат прогнозите. Многу локални жители се евакуирани, а оние кои останале дома им било препорачано да ги држат прозорците затворени за да се спречи влегување на загадениот воздух и чадот во домовите. Шпански активисти за климатски промени оштетиле повеќе милионска јахта која била закотвена на Ибица, наводно во сопственост на наследничката на Волмарт. Активистите на Futuro Vegetal дел од бродот го обоиле со црвена и црна боја во спреј. Членовите на групата истакнале дека емисијата на јаглерод диоксид е најголема меѓу најбогатите луѓе на светот. Најбогатите 1% од светската популација загадуваат повеќе од 50% од најсиромашните. Ја осудуваат нашата иднина на болка, беда и пустош. Тие ја уништуваат нашата планета, ја загрозуваат населивоста на земјата за да го одржат животниот стандард кој ги надминува границите на разумот, велат активистите на снимката. Обединетите нации во 2020 година ги повикаа најбогатите луѓе на светот да го намалат јаглеродниот отпечаток за околу 97% за да се спречат климатските промени. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!